Не, само кратко, не сум задоволен од одговорот, иако согласно деловникот, што и да кажам после вашиот одговор, нема да ја промени вашата изјава или вашиот исказ. Во секој случај, предолго се чекало за да се реагира, имајќи во предвид дека имаше реакции уште пред 2 години, како што кажувате, кривична пријава и постапка која што не завршила со обвинителен акт, односно со пресуда. Медиумите пред 7 месеци наголемо пишуваа за случувањата на онкологија и очигледно да не беше оној голем притисок од јавноста, од медиумите, немаше да дојде најверојатно ни до ваква истрага, затоа што на некому му одговарало да тече оваа трговија, да кажам, со човечки животи и судбини на клиниката за онкологија. На крајот сметам дека и за овие што се препродажбата, се извинувам, на цитостатици надвор од границите, нема да дојдеме до конкретни сознанија, еве од сега предпоставувам, но ќе почекаме еве истрагата да даде свој резултат, да видиме како ќе се движи, дали ова ќе заврши конечно со обвинение во кој што нема да биде, па и пресуда во кој што нема да бидат виновни шалтерски работници или продолжен кабел, како што беше случајот со модуларната болница во Тетово. Така да, благодарам, ние будно ќе ја следиме и истрагата и се надеваме дека и од другите сведоци ќе собереме колку што е можно повеќе информации за да донесеме заклучоци и да побараме на крајот политичка одговорност од сите инволвирани. Благодарам.